Приказни од тајната градина. Бедена приказна. Талеј и авантурата во дивата градина. Изгубената мапа на медот. Во овој дел од приказната ќе научиме зошто и како треба да ја сакаме природата. Ќе ги запознаеме дрвјата, костенот, оревот и лешникот. Ќе ги откриеме лековитите билки, мајчина душица, глуварче и коприва. Ќе ја истакнеме желбата да се помогне и грижата за другите. Ќе ја почувствуваме силата на пријателството. Дедо Митре одамна чувал стара мапа на дивите билки и скриени места каде пчелите најмногу сакаат да собираат нектар. Мапата е направена од неговиот дедо, но денес таа неочекувано исчезна. Жуни, Талеј и Тијана мора да ја најдат, а патот ги води низ шумата, ливадите и ридот над кошниците. Талеј сака да му помогне на дедо Митре. Забележува дека нешто не е во ред. Каде ти е старата тетрадка со мапата на медот? Праша тој. Исчезна. Без неа ќе ги заборавиме местата каде цветаше кантарионот и ливадата со липата, вели дедото загрижено. Но тогаш Зуни се појави и рече: ќе ви помогнам. Сигурна сум дека последниот пат ја видов под костенот, но таму ја однесе ветерот. Ајде да одиме да ја бараме. И децата тргна по Зуни. Талеј и Тијана почнаа да трчаат низ ливадата и за малку ќе се лизнеа на влажната земја. И тогаш од земјата се појави Цветко. Па им рече: пазете, тука е малку лизгаво. Леле, па тука и цвеќињата зборуваат. И јас сум Цветко и сакам да ви помогнам, да ги научите растенијата што растат овде. Добро, Цветко, мило ни е што си со нас, а сега одиме да ја побараме мапата. И така децата поминаа покрај коприва и мораа да внимаваат зашто Цветко повторно се појави од земјата и им викна: пазете, копривата многу боцка, ама ја поправа крвта и не прави силни. И тие ја заобиколија копривата. Потоа почнаа да се качуваат по мал рид кај што растеа лески и мајчина душица. Цветко повторно изникна од земјата. Плодовите од лешникот ги сакаат и животните и луѓето. А мајчината душица мириса многу убаво, рече Талеј. Ќе ја ставам во тефтерот со билките. Ајде, Талеј, да продолжиме, да бараме, викна Тијана додека поминуваше покрај една липа. Чајот од липа сумирува, а и пчелите ја обожаваат липата. Е, тогаш, ова дрво ќе стане и наш пријател, рече Талеј со весел глас. Дојдете брзо да го видите глуварчето, викна Цветко, додека се појавуваше од блиската ливада. Глуварчето е многу важна билка, го чисти телото,
а медот од глуварче е златен како сонце. Тијана се наведна да нежно скина едно глуварче и си го стави во косата. И тогаш децата наидоа на јато пеперутки. Децата нормално отидоа по летот на пеперутките, а тие ги однесоа до планината каде што растеа костените и оревите. Дечиња, од овие дрва се прави медот што дава најмногу сила. Повторно се појави Цветко со своето главче. А Ѕони леташе пред нив и ги однесе децата до отворот на едно шупливо дрво со орев, каде нешто жолтееше. Талеј ја пикна радознало главата во дрвото и оттаму ја извади жолтата мапа. Талеј и Тијана се вратија со мапата кај дедо Митре. Вие сте вистински чувари на природата, им вели тој гордо. Талеј ја најде мапата, извика радосно Тијана. Тогаш дедо Митре извади едно мало зелено капче со символ на пчела и му го стави на главата на Талеј. Талеј, сега и ти си чувар на природата. Природата ти верува. Чувај ја и таа ќе те награди. А сега, кога веќе ја имаме мапата, време е да му помогнеме на дедо Митре да го извади највкусниот мед. Во следниот дел да видиме како се вади мед. Можат ли Талеј и Тијана сами или ќе си викнат на помош другари од групата за да им помогнат? Оваа приказна е направена за правилен развој на нашите деца. Продолжува. Изразуваме благодарност на дел од пчеларите на Поречка Матица. Затоа и ви предлагаме да го пробате најубавиот мед собран од едно еколошко поднебје. Лице за нарачка Митре Јосифовски 070 311 228